Slava ti, Gospodi. Dobro večer. Dobra večer. Ajde, Slava ti večer. Dobra večer. Dobra večer. Slava ti, Isuse Kriste. Slava ti, Gospodi Isuse Kriste. Slava ti, Isuse. Te sakamo, Gospodi Isuse Kriste. Slava ti, Isuse. Slava ti, Isuse, ovdje su još jedna pesna i ke vlezeme vo poukata. Slava ti, Gospodi Isuse Kriste. Vaše Klino, Žaki, isključi go mikrofon. Zemlja postrkata, voli si, te vrata tvoja te spasuva. Ne verujem u Isus, moj Gospod, spasite, koji te pretrpi do kraja, ke bide spasen. Ostavi se zemno i do mene, ja sam tvoj Gospod, doktor, spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli, me isceli, oceli sve. Возлюби, свой любовь me napoli, rodен Sus, o ljubov tvoja, što nikoga ne sotija, me isceli, oceni sve, me возлюbi, svoj ljubov me napoli, roden Sus, o ljubov tvoja,
za tebe. Kad gledam, hodam, slušam, ljubav Isuse, sve možno za oni koji veruva. Neka ti bide svoje verata, me isceli, oceli svet, me vozdvihi, o ljubav me napoji, roden su, o ljubav tvoja, što nikoga ne stopira, me isceli, ocelim svet, me возлюbi, svoj ljubav me napoji, roden su, o ljubav tvoja, što nikoga ne stopira. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti, возлюбен Isuse, Tatko na site, Oče nebesen koji sozdaде se i nas ne sozdade, ti koji ги познаваш нашите срца, ти koji ни даде живот и слободна волја, да можеме да те избереме и го даде Твојот Син Исус, за да платиш за нашиот грев, за нашите гревови, Господе Исусе Христе, и денеска и вечерва и за секогаш го повикуваме Твоето име, да дојдеш во секое срце. Ние сме согласни дека ти припаѓаме Тебе, дека Ти си нашиот собственик, дека Ти предаваме се што имаме, дека Ти си нашиот учител, да не учиш и водиш и да не промениш и да не родиш во духот и да не научиш како да им простиме на сите, како да не осудуваме, како да се покаеме, со срцето да разбереме, да бидеме исцелени и возобновени и како да ја исполнуваме Твојата волја, да бидеме еден дух со Тебе. Согласни сме сите заедно и велиме не за сатаната, не за смртта, не за болки, болести и страдања, не за магии и проклетства, не за демони, стихии на војни, поплави, земјотреси, глад и други земји и земни поднебесни сили на злото. Ние велиме да за Исуса Христа. Во моето срце пребива Исус Христос. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи. Согласни сме дека ни е потребно исцелување на секој еден од нас, на нашите семејства, на нашите деца, на нашите партнери, родители и се што имаме. Господе Исусе Христе, и велиме на планината што се нафрлила, било која планина, стани и фрли се во морето, каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Ослободени сме од гревот, Тебе ти припаѓаме, зборувај денеска и вечерва низ нас, низ мене, нека Твојот Дух ги допре секое срце, дека се исполниме со Твојот Дух, Господе Исусе Христе, за да разбереме што е широчина, длабочина и височина на Твоето живо Слово, на љубовта која никогаш не престанува. Ние имавме еден стих кој се осветли деновиве, го има во Коринтијаните, 13 глава, и кој завршува некаде 13-тиот стих, 1 Коринтијаните, тој вели, остануваат 3 работи, ќе се навратиме на него, ќе почнеме од тоа. 3 работи остануваат. Каде остануваат, зошто остануваат и кои се тие 3 работи, и ти ги наредил верата, љубовта и надежта. Тие 3 работи остануваат. Но како да останат е битен момент и ќе тргнеме сега од една друга поука која е слезена пред скоро време. Стихот е и не воведувај во искушение, но избави не од лукавиот. Матеј 6.13. И ние го имаме тој момент 6.13,
каде што тој вели кој не воведува во искушение, а потоа ја кажува и состојбата Твое е царството и силата и славата во сите векови. Се е негово, амин, 6.13. Значи царството, силата и славата се негови. И сега ние ако велиме дека тој не воведува во искушение, понатаму во друг препев се вели не оставај не да им подклекнеме на искушенијата. Пазете го тој момент. Значи Исус и Отецот не воведуваат во искушение и потоа доаѓаме до тој момент што е тоа искушение. Овде добро е објаснето да не остави да подклекнеме на искушението. Тоа што сака да не извлече од Исус Христос. И потоа се враќаме на други стихови. Ниеден кога е во искушение да не вели Бог ме искушува. И тие ќе речат зошто Бог дозволува зло? Зошто не ги казнува тие што прават зло? Зошто вака? Имавме еден пример сега. Една жена која ме нашла на интернет, ама ќе им простиме на тие и наредува 10 категории. Па да, ќе им простиме. Бидејќи Бог со зло не искушува. Тој никого не искушува, секого го искушува неговата похота. Што е тоа похота? Желба, сакаш нешто горещо, си имаш намислено, значи таа похота, желба те влече и мами. Јаков 1.13-14. И понатаму имаме друг препев кој вели Бог не искушува со грев. Ние го имаме тој стих во Стариот Завет. Бог не ја создал смртта. Тој не сака луѓето да страдаат. Тој слегува до дното на пеколот и оттаму те избавува до вратите на пеколот. Ниту тој, вика, ве проверува со грев. Секој паѓа во искушение. Пазете го зборот паѓаш духовно. Пазете, паѓа тогаш кога ќе го намамат и ќе го фатат во стапица неговите собствени, неконтролирани, необуздани страсти. Кога необуздана страст ќе се зачне, си замислил нешто, си запнал, спремен си се да направиш да го постигнеш тоа. И тука се е моментот кога сатаната действува. Таа раѓа, значи, грев, мисла, необуздана страст. Раѓањето и растењето на гревот доведува до смрт. Јаков 1.13-15. Ќе дојдеме ние до тоа, тој царски закон на љубовта, во кој мораме да се држиме. Штом излеземе од него, ние плаќаме око за око, зап за зап. Значи, друг препев вели, царскиот закон е љуби го својот ближен како себе си. Или по друг препев, направено малку поинаку, се она што ви го прават луѓето, правете им го и вие. Се што сакате да ви прават луѓето, правете им вие. Друг препев вели, извршен грев раѓа смрт. Значи, грев е степен кога не правиш добро. Ние го имаме кога му вели Господ на Каин. Кога не правиш добро, гревот е пред вратата. Значи, посакуваш нешто, спремен си се да направиш да го добиеш. Овој свет го управува и владее сатаната кратко време. Додека си жив, мртов во тело, и ако му се поклониш на ѓаволот, тој ќе ти ги даде, како што вели, на Исус му вели во пустината, сите царства, сите желби на овој минлив свет кој има рок на трајање, Лука 4.6.7. Значи, имаш некоја желба, посакуваш нешто што сакаш ти да бидеш, нели? Некоја мисла, посакуваш можеби туѓа позиција, мисла која тлее во тебе. Нели секоја мисла треба да е покорна на Исус, а ти се држиш до таа желба, нели? Да земеш нешто, да украдеш, да се искачиш највисоко, нешто што е туѓо, да бидеш некој вавилонец, ти на врвот да бидеш, да се здобиеш со име, тебе да ти служат, и таа мисла и желба внатре во тебе, страст, похота, расте, те завладува, пазете, и извршуваш грев. Стануваш роб на гревот и сатаната, му се поклонуваш на сатаната.
значи излегуваш од законот на љубовта, него почитуваш главниот закон, царски закон, кој те спасува, љуби го својот ближен како себе си. И еве уште стихови за извршен грев, за непокорен човечки ум. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена, овде се мисли на желба, на нешто што си замислил. Пазете, било која желба, било кое посакување вон царскиот закон на љубовта. Значи, погледнуваш со желба кон неа, ти веќе извршуваш прелюба со таа желба во срцето свое. Матеј 5:28, ти станува тоа поважно од се, би направил се, наместо на почетокот, барајте го најнапред Царството Божјо, се да направиш за Исус да дојде во твоето срце. Тебе сатаната те влече за некоја твоја страст и ти му се поклонуваш нему и завршена е работата. И понатаму ги имаме тие стихови, ако те соблазнува еден дел од твоето тело, десното око, например, извади го и фрли го од себе. Значи, тоа го гледаш, си запнал за нешто и во еден момент ти станува доминантно, Исус се повлекува назад и тоа е она што го вели во 1 Јованово: деца, пазете се од идолите, подобро да погине еден дел од твоето тело, отколку целото тело да биде фрлено во пеколот. Матеј 5:29. Значи, некој дел те соблазнува, некоја желба, нешто што си зависен, може да биде предмет, кариера, член на семејство. Истото се однесува и за десната рака, сакаш да допреш, да видиш, да гледаш, или било кој друг од телото, може да биде и заедницата. Значи, окото и раката искушуваат. И сега имаме цитат: кој прави грев од ѓаволот е. Зашто ѓаволот греши од почетокот. И ние го знаеме, значи ќе дојдеме сега до тој момент, си дознал за Исус, те донел до една позиција да излезеш од светот, да дојдеш во пустината, која е слика, нели, и наместо да ги изчекориш чекорите кон Исус, те влече сатаната за некоја желба, му се поклонуваш и се враќаш во Египет, во материјалниот свет, па затоа се јави Исус Христос, Синот Божји, за да ги урне делата ѓаволски. 1 Јован 3:8. И сега ни покажува како зачнува гревот. Се што е во светот, значи сатански паднат, го има во 1 Јованово. Похотта на телото, значи телото има желби, секакви желби телесни. Овде го вели похотливоста на очите, се гледа желбата на очите и гордоста на животот не е од Отецот. Тоа се категории телесно, она го гледаш со окото, телесно задоволство, и потоа го имаш горд си на тоа што си ти, што си го постигнал. Тоа не е од Отецот, туку од овој паднат свет. А светот, пак се враќаме на таа категорија, често ја повторуваме, е минлив, овде сме кратко време, и похотите негови, минлив е, ние сме овде како во војска или како на одмор. Кога сме во војска, знаеме на кој ден ќе си заминеме дома, или кога сме на одмор до тој ден, ние знаеме кога ќе си заминеме, а во животот не знаеш, тој го одредува денот, а оној, значи светот е минлив и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја, Исусова, што ја извршува љубовта, останува довека. 1 Јован 2:16-17. Значи, луѓето ќе го потрошат животот овде на краткотрајни задоволства, како на одмор, и потоа ќе треба некој да плати за престојот овде, бидејќи не си му дозволил на Исус да плати за тебе, ти ќе мора да платиш, тоа се оние стихови, крвта ваша на главите ваши. Лука 4:1-13, се враќаме повторно на таа позиција која ни покажува што ќе се случува. Исус е искушуван од ѓаволот во пустината. Секој од нас кој ќе дојде во пустината ќе биде искушуван, значи со похотите на телото. Исус е во 40-дневен пост, значи тој род се истерува со пост и молитва. Пост значи да се одречеш од светот, да се сосредоточиш на Царството Божјо,
стануваш свесен дека не си зависен од него, дека овде си на минување, дека треба да се насочиш кон Исус. Значи, сосредоточен си на духовното царство, на силата, славата, царството негово, кои немаат крај. На земјата се има крај. Сатаната му вели од камен да направи леб на Исус. Значи, не можеш ти од камен да направиш леб. Ако тој има камено срце, например, камена душа, не сака да се промени, не можеш да го промениш. Или да направиш нешто неразумно, значи да направиш нешто што не е во твојата надлежност, без неговата волја, ајде направи го ова. Исус му вели сосема друго, дека човек не се храни од тоа, од камен и од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Затоа е важно да го примаш тој збор, да ти го оживее духот, го тера она да му се поклони. Тој е тој момент, ако му се поклониш, така да луѓето кои владеат во светот, бидете сигурни, ако на почетокот и на крајот не го спомнуваат Исус, му се поклониле на сатаната. Нашиот водач, како да го наречеме, што го избрал народот со сила или без, на светскиот собир, на Светската банка, како се вика економски собир, каде што се утврди дека Исус е лажна вест, беше присутен, не ве извести ништо, си седи со нив на едно интервју, вели дека ние мораме да се покориме на силата на светот. Видете, под небесните сили на злото, тоа значи да му се покориме на сатаната. Не за сатаната и смртта. Значи, сите што му се поклониле, ќе им ги даде сите царства, тие го владеат светот. Тоа е запишано и во Матеј, тамо негде, мислам, 23, кога вели на Мојсеевиот стол, кога требаше духовно да биде водач овде на земјата, седна фарисеи и садукеи. Тоа се луѓе што говорат празни зборови и не ја извршуваат љубовта. Значи, кога не правиш добро, гревот е пред вратата, го прават гревот. Да му се поклониш и последното е да скокнеш од врвот на храмот, му тера, ајде, ако си ваков, направи ова, направи она, направи. Нема да правиш ништо без негова согласност. Суштината е духот да те води. Исус го кажува тоа на повеќе места. Јас не одлучувам, јас не вршам ништо сам од себе. Он ги врши делата, духот. Значи, те тера да направиш нешто неразумно, гревовно, вон Исусовата љубов, вон царскиот закон на љубовта и да му се поклониш на сатаната, да те завладее, да те врзе во грев и смрт. Разбирате, ти доаѓа како мисла, желба, ти клука во умот, те завладејува, нели, па друга мисла, па изврши грев, па се ке направиш да бидеш, не знам, директор, да се качиш негде, да бидеш нешто, да добиеш нешто, ќе одиш по сатански моменти, ќе почнеш да чекориш по бродвејскиот широк пат. Бродвеј, не, треба да се вратиш на Исусовата тесна патека, што води кон пропаст. И еве дел од гревовите, мал дел, убиство. Не заборавајте во 1 Јованово, оној кој не го љуби братот свој е човекоубиец. Гнев, секоја форма на гнев, ние одиме, шетаме, среќаваме човек кој бил претходно, не знам, мастер, сега е пастер, надбискуп, и неколку секунди влегуваш во гнев, правиш и веќе се излегуваш од тоа, од широкиот пат, влегуваш на широкиот пат бродвејски, штом ќе речеш да се моли се за непријателот свој, моли се, не го осудувај, тогаш ти се враќаш на тесната патека. Изречен, еве грев, збор во нељубов. Концентрирајте се на ова. Изречен збор во нељубов е грев. Непростување, прелюбодејство, телесно и духовно, лажно колнење, сведоштво, лажно сведоштво, несведоштво за Исус, посакување туѓо, кражба телесна и духовна, Матеј 5:27-43.
изречен збор во нељубов е грев. Христов слуга треба да знае, молете се за непријателите ваши. Мораш да се молиш. Тоа е оружјето. Имаме повеќе форми. Исус да те укори, бегај од мене Сатано во името Исусово, прости им, татко не знаат што прават. И моли се за непријателот свој. Татко не зема им за греф, не знаат што прават. Значи, уште еднаш се враќаме, греф е изречен збор во нељубов. И така натаму, додадете самите гревови, не заборавајте дека отврлувајќи од себе си секаква нечистота и злоба, значи старата природа, со кроткост треба да го примиме насаденото слово, словото на животот кое може да ги спаси нашите души. Јаков 1:27, тоа е како да се посади словото во моето срце, да оживее, да го живеам и да разберам што останува на крајот верата, надежта и љубовта. Ќе дојдеме до тоа. Царскиот закон, според писмото, повторно го повторуваме, возлюби го својот ближен како себе си, Јаков 2:8, не да го љубиш, да го возлюбиш, да ти биде жал што му се случува. Разбирате, ако некој има две облеки, да му даде, да не ги набројувам сите тие елементи, ако го извршуваш, значи царскиот закон на љубовта, добро правиш. Добро правиш. Ако не правиш добро, се враќаме на Каин кој го уби Авел, а Господ му рече, гревот е пред вратата. Ако не правиш добро, значи треба нешто да правиш, не да седиш. Еве стихови. Друго искушение вас не ве зафаќа, освен човечкото, тоа значи сатанското, паднатото, но верен е Бог Таткото, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде излез за да можете да издржите. 1 Коринтијаните 10:13. Значи пазете, тој ви дава толку колку што можете да издржите. Се враќаме на тоа почетна кај што вели не воведувај не во искушение, а по овој препев е подобар, не оставај не да подклекнеме на искушенијата, тој ќе ти даде сила да надвладееш се. Вели дека тоа е исто што апостол Павле вели дека тоа што го тера да прави зло е внатре во него. Пазете, тоа е тоа фасцинантно. Тоа е духот на овој паднат свет. Апостол Павле веќе не е Савле. Значи борбата продолжува кога тој веќе служи и низ него поминуваат 13 евангелија, записи од Новиот Завет, не евангелија, па посланија, 12 се другите сите. Значи се уште борбата трае, зашто тој е гласот на оној кој вика во пустината, нели? Но како што вели ми даде сатанин трн да ме боцка по лицето, го молев 3 пати да ми го тргне од мене таткото, тој му рече доста ти е мојата сила. Ја имаш достап на силата Исусова. Ако не си камен, не можеш да станеш леп. Ако не си го отворил срцето, треба да бидеш леп на животот и ти и во тебе да созрее тоа тесто Исусово, бесквасно, не квасот фарисејски. И одиме понатаму, значи тоа е духот на овој паднат сатански свет, а Господ Таткото е дух, каде што е духот Господов Исусов, таму има слобода, ослободен си од прангите на гревот, можеш да ги надвладееш похотите, 2 Коринтијаните 3:17, слобода од грев, пазете, сатански пранги, и одиме понатаму, и така, кој е во Христа, тој е ново создание. Зборуваме за нов човек, новороден, богороден, старото треба да помине, а вие да бидете нешто ново, да го создаде Исус во тебе, во твоето срце, 2 Коринтијаните 6:17. Значи да бидам Исусово создание, да оставам се земно, да врвам по него. Ајде да одиме со неговата сила. Значи кој го победува светот? Оној кој верува
дека Исус е Господ. И сега ќе дојдеме до тие моменти, овој препев вели тој стих кој слезе, а сега Коринтјаните 13:13 остануваат овие три работи. Што е тоа сега? Кога му вели, за мене времето се уште не е дојдено, а за вас времето секогаш сега е годно, кога ќе дојде некој ќе ти зборува, три работи остануваат. Ќе видиме верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Во овој друг препев исто се објаснува подобро, вели има три работи што ќе обстојат. На друг препев вели на крајот остануваат три работи. Три работи обстојуваат. Значи влегуваат во категоријата духовна вредност и духовно царство. Верата. Што е тоа вера сме зборувале? Дали верувам? Дали сум доверен? Дали имам доверба? Дали имам Исусова вера и не отстапувам? Надежта. Дали се надевам на Исус што и да се случи? Мислам, во Ефесијаните има таму цел еден список на Христови слуги, на Отецот, кои не го добија ветено, тоа сепак се надева, останаа во надеж дека горе по духовното царство имаме подобра, трајна татковина и последното е љубовта, која е суштината на се. Нашиот татко е љубов и ние треба да го разбереме тоа, дека тоа останува. Друго ништо не останува од овој материјален свет. Камен на камен не ќе остане. Не треба да се врзуваме. Сатаната ќе ви ги даде сите царства ако му се поклоните, но овој свет има рок на траење, ќе помине низ оган, како што златото се прочистува и нема да остане камен на камен, ќе останат само три работи. Верата во моето срце, значи ќе најде ли Исус вера на земјата? Надежта, ако сум се фатил за Исус, било што да се случува, јас знам во надежта дека Тој ме држи и нема ништо да ми се случи, и љубовта со која победувам се. Ете, тоа е целата суштина, како да останам во Исусовата љубов, како да не се искушувам самиот себе, да разберам дека искушенијата се мисли, желби, тоа што сум го замислил, и наместо да се стремам кон Царството Божјо, јас се враќам во Египет, не сум веќе во пустината, и полека што се вели на рати, заминувам, ќе ја изгубам силата, зашто ова царство овде на земјата, кралство на сатаната, е краткотрајно и има крај. Ние зборуваме за вечно царство, за вечна љубов, но мораме да ги исчекориме тие чекори, да разбереме дека не останува ништо од материјалниот свет. Останува верата во Исус, довербата, довереноста, поверение сум му дал се, надежта дека немам друг, не се надевам на луѓе, само на Исус се надевам, и љубовта која ме преплавува и ме носи во една духовна свесност, кој сум, што сум, кој ме создал и каде одам после сево ова, после овој одмор или војска или казнен затвор во кој се наоѓам по телото, да заминам во Царството Божјо. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ќе пуштиме една песна, а потоа ќе влеземе сите заедно во молитва. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ti
se vseliš o nebo. Tatko, Tatko nebese, o Isusa sum возлюбен. Srce da se vseliš vo